Василија, ти посакувам добре дојде во новиот проект Кафе Муабети за гламур и ти благодарам што покрај нели твоите големи ангажмани и авионски летови континуирани најде време. Добро те најдов. Јас исто благодарам на поканата и сум многу среќна дека конечно се видовме. На почеток би сакала да ти дадам еден подарок. Благодарам многу. Мене и од нашата редакција. Да си го отворам или ќе ми кажеш што има? Ќе ти кажам што има. Тоа се маслото од хунза или маслото од семки од кајсија или златните капки кои што се рачно изработени од хунзите и донесени директно од Хималаите. И се навистина многу корисни, особено за оние тешки проблеми со здравјето, а се разбира и за имунитет. Тебе многу што ни треба. А имаш и козметичко масло од хунза за нели од оние шминки кои што ги користиш да можеш да си го малку да си го освежиш лицето. Благодарам сега много. Да кажам и за сите оние кои што не гледаат дека капките можат да ги набават во сите аптеки или на веб страната на Хунза Веда клубот и им се заблагодаруваме за овие подароци за нашите гости. Благодарам исто на подарокот и секако ќе го пробам и ќе напишам после како е. Сега ајде да те прашам првин како си. Благодарам, добра сум, малку уморна, така после празниците, ама нормално. Ти како си? Па и јас добро, еве, и ние се враќаме нормала, после празниците, работиме, еве, се дружиме со вас од Фолк естрадата, гледаме што повеќе нели да имаме разговори со вас, да ги презентираме до нашите читатели и до гледачи, па нели да имаат што да слушнат од вас и да им биде интересно на што ќе го видат како разговор, затоа и се трудиме вака интересен разговорот и спонтан да ни биде. Василија, ајде првин да те навратам, какво детство имаше ти и каде го помина? Какво детство? Многу среќно, многу разиграно можам да кажам, распеано. Родена сум во Кюстендил, може така некои веќе да се запознаеле со тоа. И што можам да кажам, цело време играв со деца, повеќе со мажи се дружев, со мали дечковци, така ќе кажам. И дури цело време си играв со момчињата. Тоа е нешто забавно и интересно. И сега ти си во музиката, меѓутоа имаш завршено сосем нешто друго, тоа е поврзано со спортот, веќе ми се чини и дипломираше. Да. Ајде да откриеме за нашите гледачи што е Василија по професија официјално. Да. По професија официјално веќе сум професор по физичко и тренер по пливање. Конечно завршив. Студирав на ДИВ во Софија. И така од мала пливам, татко ми исто е тренер по пливање и мислам дека од него така почна и таа моја желба баш тоа да го продолжам да го студирам. Гледав цело време како он ги држи часовите по пливање, бев околу него и секако тоа, не знам, го сетив така од срце, многу сакам деца исто така, многу се разбираме и така ми тргна. А кога беше мала, дали тогаш се двоумеше, односно кога требаше да одлучиш што да запишеш, еве како понатамошно образование, дали се двоумеше да се запишеш нешто поврзано со музика или стриктно беше одлучена за спортот? Искрено, никогаш не сум била така меѓу два пата, така да речеме. Знаев дека не сакам да запишам нешто поврзано со музика, бидејќи одев од порано на приватни часови по пеење, на пијано, на солфеж, се што е битно, пример за еден музички уметник. Ама така за пливањето малку попри крај ми дојде баш таа желба, ама знаев дека не сакам да студирам ништо поврзано со музика. Основите битности ги научила. Да, основата. Сега кажи ми, дали се сеќаваш на твојот прв настап, кога си пеела, каде си настапувала? Вака прв настап, дали ти текнува, каде ти бил? Да, се сеќавам, бев мала, бев на колку, на 6 годинки, 6 кон 7 во прво и беше во школски настап. И не беше со народна песна, туку така забавни детски песни кои се пеат во школо. И да, можам да кажам, не беше нешто соло, туку бев во хор заедно со други дечиња. И памтам многу трема. Имав премногу трема и така само ќе фатев микрофон и воопшто не можев да се опуштам на сцената. Мајка ми се ме караше, ама тоа е. А подоцна? Како повозрасна? Искрено со многу така вежбање и дома си знаев да си подпеам пред огледалото и се опуштив. Чекор по чекор се поминува.
кај тебе ми се чини дека учеството во шоуто има на талентот, нови и млади, беше пресудно за да Василија некако ја дознае, односно пошироката јавност, медиумите, луѓето и некако за брзо време направи име и бум и бара нас и многу настапи. Така од оваа дистанца сега сепак нема многу време поминато, но доста направи за кратко време. Така е, искрено јас така кога ќе се присетам, пошто помина веќе ова е трета година од талент шоуто. Има голем напредок, можам да кажам, и тоа многу ме радува. Пред тоа исто имам одено на многу надпревари, фестивали, имам освоено сите можни награди, исто во Бугарија за македонски песни. Последниот таков ми беше еден така многу популарен од на времето Пирин Фест, веќе е Пирин Фолк Сандански. Таму освоив 6 награди од 7. Собрав сите награди на учесниците. И подоцна еве се пријавив на талент шоуто Нови и млади, организирано од НТВ, Ване Петковски и Златко Миладиновски. И навистина тоа многу ми помогна и ми беше така како една скала по која тргнав со многу труд. Не можам да кажам дека беше лесно, ама мислам дека успеав и успевам пошто сум искрена навистина и нема ништо кое кај мене така заучено, се е природно и тоа е. Можеби тоа е баш пресудно што публиката еве толку те засака. Го препознала тоа природното кај тебе. Кажи ми, кој прв ти понуди песна да снимаш? Еве, тоа е така многу интересно. Добро, имам снимени песни и во Кюстендил, во Благоевград, за радио Благоевград, македонски народни песни. Спечелив еден надпревар Звезди во радиото и тогаш беше првиот мој запис во студио. Не беше овде во Македонија? Да, сега ќе кажам. Не беше така многу добро да кажам тогаш, пошто бев помала, поразлично усеќав и музиката, беше малку така научено како по солфеш. Овде со Спасен Силјановски така ми беа првите чекови и во тоа. Он беше мојата прва поддршка, навистина човекот кој застана без да сака нешто во замена позади мене. И прво ми понуди неговата песна Жетварка, преубава, многу тешка песна која всушност отпеав на фестивалот во Сандански, со која освоив сите можни награди. И потоа почнавме да се дружиме така со неговата фамилија исто. И ми пушти еден ден песната која веќе е дел од мојот репертуар, Прости му, срце мое. И кога ја слушнав, тоа беше пред 4 години и си кажав, песната е преубава, ама нешто не осеќам да е мојата песна. Он уште тогаш ми кажа, Василија, да знаеш дека таа песна е за тебе пишана. Дека покасно ќе ти текне, за тебе ќе оставам така песната на страна. Јас воопшто заборавив, знаеш, уминува време така. И пред година и пол негде беше, кај него бев дома на гости со неговата фамилија, си вечерама и знаете, убаво расположение, армониката, песни. И ми запеа некоја песна и така го гледам и го прашам, бе, која е оваа песна? И ми кажа, не памтиш, таа е песната која ти ја пуштив пред години и ми кажа дека не ја сакаш. Јас одма си сменив. Ама веќе осеќав по различен начин. Тогаш не било време. Така, и еве, одма почнавме да работиме заедно со Златко Миладиновски, еве сега ќе го поздравам и ќе им благодарам и на двајцата за преголемата поддршка. И така, тоа беше фактички првата понуда за песна во Македонија. Многу ми е драго, пошто ги запознав нели Златко и Владко и Спасен и се навистина прекрасни личности двајцата. И многу ми е драго што ете даваат поддршка на еден млад, како да кажам, пејач кој што го започнувал својот пат за да му пружат поддршка и да му помогнат, зашто тоа е многу битно. Поддршката од возрастните колеги е многу битна во одењето на патот, особено во оваа професија. Василија, последно беше Будетот со Баже, исто така освоивте втора награда. Така, освоивме втора награда на Сме збореле во едно пишано интервју како дојде до соработка и Бажа ни кажа
После тоа немаш некоја песна снимано, има нешто во план како стојат работите на ова поле? Имам неколку песни кои така се спремат, да кажеме. Некои уште мал дел имат за да се завршат, па после следува снимање на спотови. Ама еве здравје се надевам за брзо, на Гоцефест, еве ќе откриам да ја отпеам мојата најнова песна, Македонија да збера. И сега да те прашам малку за твоите родители во Бугарија. Што се, бидејќи цело време имаме некоја дилема што е Василија, се збори македонка, бугарка, нели? Ајде да откриеме, имаше таа вечна дилема. Знаеш како ќе ти што е откриам? Василија? Сега ќе ти откриам со песна дури. И ќе ги поздравам сите кои не гледат. Дали со пирика, пирика, егејка, егејка, вардарка, и јас сум македонка. Значи можеме да констатираме дека си македонка. Гита, кажи ми, твоите родители се во Бугарија, таму Да, живеат? моите родители живеат во Кюстендил, таму каде и сум родена, порасната. Ама здравје, искрено така се надевам така после некое време да си дојдат и они тука кај мене во Скопје. И сега, бидејќи во една прилика ќе кажеш дека имаш потекло од Кочани. Кочани, Да. така. Мајка ти, татко ти се исто од Кочани или едниот родител? Да, единиот Малку да ги родител и појасниме од работите. страна фактички на мајка ми, така подалеку во годините, фактички ми е прабаба од Кочани и после бегалка, како е било едно време, од граница во друга и така, и сите си останува таму, ама еве мене си ме влече ова македонското. А кажи ми, ретко си во Бугарија, повеќе си нели секогаш на настапи овде, меѓутоа да ни кажеш каков е таму со животот, со бугарите, бидејќи знаеш колку голем проблем имаме сега, еве, политички со Македонија и Бугарија, какви се односите меѓу луѓето, меѓу бугарите, еве и ти веќе се декларираш како македонка која што живее таму? Да, не можам прво да кажам ништо лошо за Бугарија, бидејќи стварно ништо лошо немам видено, се е било добро, преубаво. Моментално има некои така поизострени односи, ама тоа е чисто политички. Можам да кажам дека меѓу луѓето нема некоја омраза, воопшто пример да се сретнат дури да си зборат нешто да дојде до тепачка, дури до конфликт, да, нема такви работи, се е направено искуствено, така ќе го кажеме. Ама секако има луѓе кои се многу против македонците. Ама добро, примери овде во Македонија има и такви кои се многу против бугарите, ама мислам дека мора пред се да има почит меѓу сите луѓе и нема да има таков проблем. Македонија си е била држава и сега и ќе постои, нема зашто цело време да има едни прашања околу тоа каква е, дали е дел од Бугарија, дали не. Тоа има ја и ќе ја биде. А кажи ми, кога ќе појдеш таму, луѓето на улица те препознаваат, ти приоѓаат? Да, ме препознаваат. Секако јас и пред да дојдам во Македонија, таму бев на многу надпревари, на фестивали, уште тогаш ме знаеа. Сега така малку некои ме гледат, како да кажам, малку поразлично, пошто јавно си кажувам се. Слушам некои муабети, коментари во врска со тоа дека се декларираш како македонка? За многу, да, и за песните кои пеам, пример, народни, македонски, кои во Бугарија се напишани како авторски или кажуваат дека се бугарски, а во Македонија се препеани од Бугарија, која воопшто не е така. Слушам такви муабети, дури и моите родители така цело време, може некој дури на шала да им потфрли нешто, ама искрено не се замарам со тоа. Јас многу добро знам која сум, своја сум си, нема што да кријам, да лажам, кој сакав да си зборува. И сега неминовно е да го споменем ова што се случуваше изминатиот период, на вистина беше на сите континенти. Кажи ми каква беше таму дружбата со диаспората, како тие те доживуваат, како ја доживуваат македонската народна песна, колку се дарежливи со бакшиш. Навистина помина еден преубав период и сега за време на празнициве и пред тоа да почнеме од турнијата во Австралија, на која бев со мојата колешка Сања Здилар.
Благој Честојановски Туше, Владко Милбурн Гајда, Ване Петковски, Жанко, да не го пропуштем. Организирана од TinTV, Лазе Наумовски кој е во Австралија. Еве сега сите ќе се ги поздравам. И што да ти кажам, тоа што го доживеавме таму не може да се опише само така со зборови. Останав многу инспирирана од сите средби, од сите концерти кои ни беа полни, за кое сум многу среќна и благодарна. И потоа продолжив одма во Италија, па во Швајцарија, еве сега се вратив од Канада, дури вчера се вратив и одма доаѓам кај тебе. Таму беше незаборавно, многу топли луѓе, заедно бев со мојот колега Гоце Петрески Бананата. Се дружевме по повод Василица и навистина беше незаборавно. Луѓето, сега ќе ти откриам нешто кое така често ми кажуваат, дека кога слушат мојот глас, како да слушат Васка Илиева. И мене е голем искрено комплимент. тоа ми е многу мило, многу голем комплимент како кажуваш. И добро, јас секако се трудам да бидам своја, препознатлива и така, не сакам да личам на никого. Малку може, добро, на Васка е голем комплимент на вистина. Но тоа е нешто многу интересно, кое така го слушам многу често. Кажи ми, кое место ти остави најубав впечаток? Еве спомна многу. Еве во Австралија, Канада, Италија, Швајцарија. Некое место што навистина ти се бенди се ептен така? Не можам да кажам само едно место во однос така на дружење, на настапи. Сегде луѓето се толку распеени, така не очекуваат да си запееме една македонска, да се разиграме, пошто јас многу сакам и да играм. И секогаш сакам да се фатам на оро додека пеам. Не можам да кажам само едно место. Сегде каде се пее македонската песна е преубаво, има посебна емоција на вистина. И сега малку да преминеме на она приватното. Дали Василија е влюбена? Влюбена. Од секогаш сум била влюбена. Дали имаш некој специјален дечко? Сега нас не интересира. Не, дечко немам до себе. Имам многу другари, другарки, еве мојата фамилија исто. И цело време се осеќам сакана, јас сум влюбена и во песната, во животот, во све, ама немам никој до мене. Добро, но еден ден ќе мора нели да си најдеш и партнер. Здравје, ќе И дојде сега, се. дали имаш некој посебен критериум што треба да поседува тој партнер за да биде твој партнер и да понатаму нели да изградите и врска, па понатаму и брак? Најпрвин мора да разбере мојата професија така колку е така тешка и нешто посебно. Ако со тоа се согласи, веќе се натаму така ќе си најдеме патот еден до друг. Ама тоа да, така и прво да се осети некоја хемија, исто да биде повисок од мене, секако тоа мора да е, ќе кажам. Па, божа работа е. А дали сакаш да биде повеќе паметен или повеќе убав? Па подобро попаметен да биде, искрено. Моментално Василија е слободна. Еве сите оние кои што ќе гледат емисијата се заинтересирани за тебе, можеби па и некој повисок нели така и попаметен, бидејќи нели нагласи да биде паметен. Може еве нели да ти прииде па да се запознае со тебе, па никогаш не се знае, може и да се изгради некоја добра врска. Никогаш не се знае, така е. Василија, што друго вака еве кога имаш повеќе време, кога немаш многу настапи, што е тоа нешто што те исполнува, можеби некое хоби, можеби нешто што те релаксира, ти ја враќа енергијата. Има ли нешто? Има. Друго, освен музиката и спортот за Да, освен музиката и за кој што го пливањето, да. Па спомнав дека играм многу, еве одам на играорна, ќе ги спомнам студио Фолклор и ќе се ги поздравам. Тоа ми е така исто враќање на енергија. Многу сакам да играм, обожавам уште од мала. Еве тука ќе ти кажам нешто така забавно. Кога бев мала, како секое детенце, сакав да играм модерни танци, да не е нешто народно, играорна и така. И мајка ми кажа: "Не, мораш прво да научиш да играш, да одиш на играорна, нашите ора да си ги знаеш танци и после се што сакаш прави." И така, кога се запишав, еве имам одено и на играорна од мала. После не сакав воопшто никаков друг танц да играм, само оро требаше да биде. Така, само народно. Така, значи си одела професионално во фолклор, Да, си играла. одев во фолклор. Затоа и сакаш можеби кога Да, ептен сакам. пееш и да заиграш. Уште си млада, многу, како што кажав, брзо блесна твоето име.
Имаш и други колешки што се повозрасни, а го пеат твојот стил, изворни македонски или изворен македонски мелос. Дали може би си почувствувала дека те сметаат за конкуренција? Искрено, да, осеќам така некогаш, ама тоа не ме плаши. Не ми смета исто со нешто, јас сум си своја, мислам дека за секој кој сака има работа за секој навистина и тоа е добро, секој има конкуренција и е убаво да има конкуренција. Сметаш ли дека имаш некоја мисија која што треба да ја исполниш еве во однос на музиката? Да, тоа го имам кажано, мислам, и кога имавме така некој интервју со тебе, осеќам навистина дека имам некоја мисија да ги препеам, да им дадам нов живот на баш тие стари наши македонски позаборавени песни, а имам многу такви. И здравје се надевам така полека дека ќе можам да им дадам нов живот. Во ново руво да ги слушнат. Така, баш ми е драго и се надеваме дека еве ќе го оствариш тоа и едва чекаме да слушнеме како ќе бидат изведени од твоја страна, па нели и да ги пренесеме и преку нашиот портал. И сега стигнавме до една рубрика која што ја воведуваме нели со некои наши соговорници, се надевам понатаму ќе продолжи со сите или. Сега дали би избрала кога би бирала помеѓу пари и љубов, што би одбрала? Љубов. Зошто? Зашто љубовта е тоа што ти дава сила, ти дава живот, смисла. Секако пари требат, ама љубовта е љубов. Дали би избрала да бидеш дебела и срекна или слаба и несрекна? Дебела и срекна. Силикони или природни гради? Што преферираш? Јас сум за се што е природно. Секако секој е слободен. Не сум против силиконите, така некои интервенции кои се прават, ама тоа се е до човек. Јас не би направила такви измени, ама за секој е различно, така зборот убавина. Значи сега одбираш природно. Крупни или ситни мажи, кажа високи, дали високи, добро сложени, не можам да кажам крупни, да. Врска нормална или врска за една вечер? Нормална врска. Постари или помлади мажи? Постари. Кога би имала можност да бираш за да снимеш некој добар хит, кога би можела да бираш да го снимиш со Сузана Спасовска или со Елена Андоновска, со кого би сакала ти да го снимиш? Тешко прашање, пошто и двете ги обожавам. Ама Но ако мора една да одбереш? Ако можеше и двете да бидат воедно, би одбрала Елена Андоновска. Кога би можела да бираш, ти нудат убав хит и изворна музика, а треба да го снимеш или со Владко Миладиновски или со Спасен Силјановски. Со кого би го снимил? Ќе одберам Спасен, и двајцата ги сакам, не сакам да ме сватат погрешно и сите кои не слушат и не гледат. Ама со Спасен имам пробано така во дует да пеам и гласовите ни се сложуваат перфектно и затоа одма ти кажам со Спасен. А додека од твоите колешки ти даваат убав дует со прекрасна песна, треба да го снимиш или со Сузана Ѓовазова или пак со Анита Љумаковска? Сега тешко е тоа, пошто исто така два добри вокала се секако. Со Анета секако би снимала дует. И со Сузана би, ама веќе тука се различни стиловите, веќе зависи од стилот на песна. Така е, зависи од стилот на песна. Ако треба да снимиш еден многу убав спот, етно спот, нели, изворна народна музика, а треба да глуми некој актер. И сега, кого би избрала ти од овие двајца што ќе ти ги посочам? Дали Сашо Ристовски, дали го знаеш за кого станува збор, или Сашко Коцев? Сашко Коцев. Како за последно прашање од ова или, дали би останала во брак без љубов или повеќе би сакала добар развод? Ако нема љубов, немаш ништо подобро да не си со човекот, отколку така да живееш, да не си среќен. Да би овој убав разговор, ти посакувам многу успеси и понатаму успешна кариера, а ние повторно ќе се видиме пак да се поразговараме за нешто друго.
Благодарам јас многу така на поканата и мене ми беше преубаво со тебе, заедно да се дружиме еден кафе муабет или вода муабет, така ќе го крстиме нова емисија. И поздрав за сите кои не гледа и да се гледаме само за убаво, да бидеме распеани, насмеани и да имаш секогаш успешна со македонска 2026 песна. и со македонска песна, така. Ти благодарам уште еднаш. Јас исто.